Советот на општина Кочани денеска ја одржа 10-та седница на која советниците имаат 27 точки на дневен ред. Пукна тиквата во владеачкото мнозинство на Советот на општина Кочани, откако денеска тројца советници од коалицијските партнери ја напуштија седницата уште по првата точка на дневен ред која се однесуваше на информацијата за извршување на буџетот на општината за првиот квартал од 2018 година. Второто изненадување уследи кога опозицијските советници предводени од ВМРО ДПМН ја надоместија разликата од -3 гласа и практично ја изгласа информацијата, давајќи му на тој начин јасна подршка на градоначалникот Николчо Илиев и неговото практицирање на власта како прв човек на општината. Инаку за информацијата за извршување на буџетот на општината за првиот квартал од 2018 година имаше и позитивни и негативни дискусии од страна на советниците. Градоначалникот Илиев во својата дискусија, образложувајќи информацијата, подлече дека еднострано напуштање на седницата од страна на советниците значи дека за нив примерен е личниот интерес пред оној на граѓаните кои ги избрале. Аргументирајќи го тоа со констатацијата дека ниту тој ниту општината е биро за вработување и таа пракса ќе се применува додека тој е градоначалник. Образложувајќи ја поддршката на информацијата, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Лазо Митев ја потенцираше транспарентноста на градоначалникот Николчо Илиев како подносител на истата, како и за позитивниот. Потоа советниците во намален број со мнозинство гласови усвоија поголем број од точките на дневен ред, меѓу кои годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион, како и годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на Источниот плански регион за 2017 година. Советниците ги усвоија и полугодишниот извештај за состојбите и условите во кои се одвиваше работата на полициската станица Кочани во второто полугодие од 2017 година, како информациите за работа на Националната установа Центар за култура Бели Мугри и програмата за работа во 2018 година, за одржувањето на ДАВ Кочани 2018 година, за заштитата на шумите од пожари и бесправна сеча на подрачјето на општина Кочани. Информацијата за состојбите со дивите депонии, извештајот за реализација на програмата за работа на територијалната противпожарна единица во 2017 година и други. 4 точки на дневен ред не помина на денешната седница, меѓу кои годишниот план за вработување во јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова за 2019 година и правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во оваа установа. Потоа предлог листата за изменување на листата за определување имиња и улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Кочани, како и предлог одлуката за избор на комисија за доделување награди и признанија на општина Кочани. По завршувањето на седницата, градоначалникот Николчо Илиев одржа пресконференција на која ги образложи главните столбови и активности на првиот квартален период од годината, која ќе ја емитуваме веднаш по дневникот.